Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. На почетокот ќе ве замолам да ги исклучите мобилните телефони, бидејќи вашите другари претходно што учеле во гимназија, сега се студенти на факултетот за драмски уметности, полагаат испит. И кога некој светка во публиката ги растревожува, да употребам македонски збор, ги деконцентрира. Дали прв пат доаѓате на факултетот за драмски уметности? Ето ова е нашата мала сцена. Имаме и нова зграда помеѓу црквата Света Богородица и Министерството за надворешни работи. Меѓутоа се уште не сме се преселиле, се надеваме дека наредната средба ќе биде таму. Нашиве студенти се втора година, трет семестар, полагаат тема беседи, беседништво. Знаете, излезе еден човек и да зборува на една тема со сила и страст, да ги убеди луѓето да поверуваат во тоа што го зборува дека е добро. Предметот се вика сценски говор. Имаме уште еден предмет по говор, техника на глас, што се бави со поставување на гласот, значи разни дисциплини на говорот. Ке зборуваат беседи од Џулијан Бек. Тој е еден театарски работник, уметник, зналец, режисер, автор, кој пред 50 години ги постави темелите на така наречениот жив театар, ако сте слушнале, living театар, што изврши силно влијание врз целиот светски театар. Тој зборуваше дека театарот е борба за слобода и неговата девиза, максима беше играј за бедните, гладните и сиромашните. Овие текстови што ги пишувал пред 50 години во Бразил, во Бело Хоризонте и на други места, ќе видите дека денеска се актуелни кај нас. Зборува општо за слободата, за човекови права, што треба да направи театарот, како театарот да биде жив, да го допре секое човечко срце. Два пати е апсен во Бело Хоризонте и во Париз, заради содржината на представите, дека ги убедувал дека капитализмот не е добар, дека капиталистите ги крадат во сцени од представи. Значи, тој е еден од оние актери, уметници, кои биле репресирани заради слободата што е носел факелот на слободата во своите уметнички дела. Значи, уште еднаш ке ве замолувам да ги оставите мобилните телефони, да им помогнете да ги слушате внимателно. Материјата не е едноставна, тоа се беседи, не е класичен театар со мизансцен, со движења, туку доаѓаат и зборуваат секој по 3 минути. Испитот трае 30 на минути, ќе препознаете некои состојби кои се актуелни и денес. И како што ние велиме на почетокот, во македонскиот театар во антиката, Еврипид им велел на почетокот: со Господ напред, лесна и плодна сцена. Јас ја се снаоѓам за морам да верам зашто Ние работиме за тоа како што е
Julian Beck! Сета теорија на Станиславски беше насочена кон постигнување актерот да го пресоздаде искуството така што тоа е скоро постоечко. Театарот на нашево време, со своето враќање кон ритуалот, открива нови форми во кои отуѓувањето од животот ќе биде заменето со обединување со животот. Во работава која ја работам јас денес се бунтувам дури и против себе си. Го туркам поредокот на мојот живот на улиците, се изложувам себе си на дневната светлина и барам и наоѓам дека уметноста не е таму. Дека веројатно никогаш не било. Не треба ни да биде. Веројатно нема никогаш ни да биде, но јас се чувствувам како да создавам нешто за кое не знам ништо, но кое што јас го откривам како што го создавам. Поезијата го чини бесмртно се што е најдобро и најубаво на светот. Но 50% од Витмановото дело е подриено од неговиот тикварски патриотизам, од неговиот недостаток на визија во политичките цели, од неговото чудно смешно воено подбуцнување. Тој спадна на пониско ниво на свест. 50% од Шекспировото дело е попречено од неговата непринципиелност, опортунизам, од неговата потреба за елегантна рамнотежа во неурамнотежениот свет, од неговата неспособност да го стори потребното, освен проширување на структурата. И со таа невнимателност тој ја најави и навести добата на Черчил. Со славниот јазик тој ги ширеше лагите, обезвреднувајќи ги светите зборови со невистини. Па не е и чудо што ние извикуваме изгорете ги текстовите. Актери, актерки, долу со Станиславски. Тој кој ја третираше уметноста на актерството како уметност на карактеризацијата. Отуѓување која е наша бавна смрт. Демони, фурии, помош, побрзај! Ние повеќе не сме заинтересирани за победување, туку за општење. Затоа што општењето е победување. Затоа медиумите, како што ни покажа Маклахен, медиумите се директно контролно влијание на однесувањето. Затоа користете ги медиумите, општете. Контролирајте ги медиумите или подобро измислете ги и вие го контролирате однесувањето. Да им се помогне на луѓето да сватат дека нашите животи се уметности над уметноста, дека сите луѓе се уметници и возвишени. Тогаш ние ќе бидеме способни да ја ставиме оваа гениалност во нашите животи. Ние не можеме да чекаме на случајот. Неопходно е да се завршат некои нешто со цел да се започнат нови. Баш како што мора да запре театарот со цел да остане живоносен. Баш како што морам јас да ја завршам оваа книга, која ја подпирам на начинот на кој што ние делуваме кон старите идеи или децата. Претварајќи го животот во имот, нешто што го имате, имање наместо постоење. Реков, морам да ја завршам оваа книга животот и контактите кои се минато со цел да го оживеам сонот. Одделот за политички и општествен поредок, бразилската тајна полиција е загрижена за две нешта. И само за две. Уривање и дроги. Бразилската тајна полиција е озлогласена по методите кои што ги користи за добивање на информации од револуционерите. Тие имаат еден мал рачен електричен генератор направен во САД, кој силите на САД го користеле за поврзување на теренските телефони. Овие теренски телефони имале своји жици и тие понекогаш биле поврзувани со рацете на жртвата, понекогаш со стапалата на жртвата, а дури понекогаш биле обмотувани околу градите или околу тестисите. Понекогаш жртвата висела на така наречена папагалска гранка, тоа бил некој стол забиен за длактите и колената, така што жртвата виси обесена на две маси. Во тој случај,
Врвките биле забиени во анусот или во вагината. И тогаш човекот го вртал генераторот. На тој начин жртвите биле измачувани. Бразилската тајна полиција користела најразлични начини на тепање. Тие кршеле коски, смачкувале прсти, пикале гумени цевки во грлото и носниците и сипале вода во нив. На овој начин жртвите биле давени. А не е интересно дека на овој начин тие не го користеле само за револуционерите. Тие го користеле и врз обичните луѓе. Обичните луѓе обвинети за поседување на марихуана. Така што секој еден ден од една бразилска седмица тие го користеле врз обичните луѓе обвинети за толку многу малку како еден единствен џоинт. Јас стоев вон просторијата, немоќен, уништен од својата неспособност, додека врисоците на наркоманите продираа во мене. Последица ми ги дрогираната свест и откажувањето. Ми ги дрогираната свест и бунтот. Ми ги дрогираната свест и црната кожа. Ми ги дрогираната свест и црното знаме. Ми ги дрогираната свест и црвената кожа. Ми ги дрогираната свест и црвеното знаме. Ми ги дрогираната свест и видението. Ми ги дрогираната свест и љубовта. Бразилската тајна полиција ги измачувала арапите. Ги измачувала евреите, црнците, наркоманите, училишните деца и работници. Тие како и секогаш го измачувале малцинството. Меѓутоа исто така го измачувале и мнозинството. 50% од населението во Бразил е класифицирано како лумпен пролетаријат. А која е државата да каже што ќе правам јас со мојата глава? Државата не се грижи за мојата глава, туку за својата. Но не и мојата држава. Психосексуално светот е стиснат во челична ракавица на таква изопаченост и поразителност, што смртта е исцедана како вазелин. Она што Фројд го наоѓа во нашите мрачни ормаи. И психосексуално тоа не носи кон смртта, кон лудото уништување. А постојат други кои што ни дават животодавачки поттици, кои што не носат настрана од смртта. Но тие се премногу глупави да го знаат тоа. Ние сме толку многу далеку што тие никогаш не ќе можат да не фатат. Ние сме подготвени да се вивнеме во возвишувањето. Возвишувањето да се сништи државата. Ето тоа се тајните на животот. Јас јадам, се снаоѓам за пари, секогаш ги наоѓам. Белата буржуазка интелектуална зеница ќе ме поддржи, имам таа сигурност. Се борам бидејќи мојата душа е незадоволна. Го слушам задавениот звук на 200 затвореници кои паѓаат во апс, во кафезот од челик, стакло, циг. Варварски затвор во Њујорк. Сите затвори се варварски. Го слушам тропањето на лимените садови како стерео пуштено прегласно, прегласно. Тој звук никогаш не ме напушта. Се додека не падне последниот затвор ме поврзува со стварноста. Бидејќи мојот живот беше задоволство, јас морам да се држам до тој звук инаку би умрел задушен од дарежливост. Јас морам да најдам вештачки стимули за да играм иконоборец со слободите од друга. Кога владаме, ние говориме за гледање на лицето на Бога. Лицето на Бога или лицето на луѓето. Јас морам да најдам заштитни мерки против пропаѓањето. Затоа јас морам да ја наполнам пумпата со пламена реторика, со хиперболична поезија, за да не станам литав и да подлегнам на градината на задоволствата. Затоа го чувам жив звукот на тумбите и ги гледам пред себе секогаш кога ќе прцнам во џебот по пари инфицираните очи на просјачето од Текско. Бидејќи јас не сум црн. Јас не сум лумпен. Јас не сум угнетена жена, јас не сум работничка класа. Јас не сум творба на третиот свет. Јас сум среднокласен, еврејски, бистар, аристократски, полски, унгарски, фински, чешки, американски, германски, поет, надреалист, комунист, анархист. Прачките и стрелите на момчињата од улица, полицијата, законот, тие се гориво за мен и мојот робски карактер. Се борам против болката, бидејќи ја сакам болката. Јас јадев добро првите 7 години од мојот живот. Развојот на мозокот е тесно поврзан со исхраната која добивате во првите 7 години. Па така децата родени во сиромаштија не само што се лишени од удобноста на полниот стомак, туку и од славата на умот со кој се родени. Поттикот на црните луѓе е нивна сопствена стварност. Јас можам да светам на тие пламта. Јас можам да го додадам мојот оган на нивниот, но темата на нивниот театар, сега и овде,
е далеку поважна од мојата идеја за заедничко здружување. Тие го знаат тоа. Баш затоа може со почит да ме одбијат мене и моите понуди. Иако ние сите знаеме дека наскоро ќе мора да се збереме за големите јуриши кои доаѓаат. Големиот, долг, напорен марш. Кога зборувам со луѓето, аз добивам идеја дека тие би сакале револуција, би сакале една прекрасна, ненасилна, анархистичка револуција. Но тие сакат некој друг тоа да го стори за нив. Тоа нема врска со мрзливоста, туку со стравот и трепетот пред мигот. Обредот на студирање мора да ги вклучи лекциите во задоволството на превземање на акции. Баш како што во Ал-Фатах почетниците мора да научат да ги одгризат главите на живите кокошки. Така обредот на студирање мора да ги вклучи лекциите во задоволството на превземање на акции. И така формите ќе преминат од активни во пасивни. И наместо од трпени ќе бидат уживани. Кога луѓето ја толкуваат рољата на херојскиот ослободител, тие го играат величенствениот театар на нашето време. Ништо друго не може да биде величенствен театар, бидејќи величието е дефинирано од степенот и потребите на времето. Изведувачот нема да го толкува ослободителот врз неговите лични, собствени ослабувачки проблеми, како Хамлет толкуван во херметички средини. Туку на сцената на светот, ослободување. Давид, наспроти Голијат, луѓето против полицијата, тука славниот театар беше изведуван, а и во Соединетите Американски држави, каде мали девојчиња и старци ги поставуваа нивните црни тела пред надоаѓачката толпа на бели тела, бели мозоци, и го најавуваа пресвртот на светот од темнина во светлина. А ние бевме очевидци на тој пресврт, на трагичната грешка на белата буржуаска инфекција, штом следбениците на љубезниот Лутер Кинг побараат дел од буржуаското право, буржуаското производство и буржуаскиот поредок. Тие ги осветлија вистините за кои Хамлет никогаш не ни сонувал, одблесна во нивната невина црнотија повеќе од стариот белокослир во неговата расипаност и кралска беда. Колку е расипана историјата на драмата, колку таа не измамува нас. Театарот на црните пантери, бестрашен. Тие не се прават како нивните непријатели белото општество да бидат ненасилни. Тие се борат за живот и за слобода и за луѓето. А демонските сили кои тврдат дека се приврзаници, всушност покажуваат дека се противници со неслушањето на плачот на луѓето. Ние сега излегуваме од период на обман, штом почнуваме да сваќаме дека демократијата е маска за прелага и дека демократијата не може да влијае внатре во паричниот систем, а дека парите всушност го создаваат расизмот. Во меѓувреме, додека црнците ги играа нивните улоги, покажувајќи им на белците дека црнците се херои на нашето време, ние, анархистите, пацифистите, активистите, ние се подготвувавме, учејки, вежбајќи ги нашите парчиња додека да излеземе и да го одиграме нашиот чин. А исходот од насилството не отуѓува анархистичко-пацифистичката борба од борбата на црнците. Сите заедно го создаваме делото наречено револуција. А црнците, повеќе од било кои други уметници, пророци на нашето време, ни покажуваат како се игра оваа драма. Бестрашно над се. Надежта постои во замислата. Ние не можеме да обстанеме без надеж. Од тука, ние не можеме да обстанеме без замислата. Ова мора да е поврзано со работата на замислата на ослободување на луѓето. Таа мешавина од темнина и светлина која е замисла на луѓето. Мистеријата на замислата е како надополнување на универзумот. А можете ли да го замислите она што не е стварно? Универзумот е мистериозен. И до оној степен до кој што тој е мистериозен, јас сум мистичен. Јас не се подпирам на мистериозните сили кои не ги разбирам, но исто така не заборавам дека треба да се смета на нив. Па тогаш, дали има демони? Гностицизам, демонологија, фури, тие не поседуваат сите нас. Кои се слободни? Фуриите? Не. Дури ни тие.
додаток на сите проблеми. Ние не можеме да бидеме слободни се додека ние самите не сме ослободени од нашите демони. Бидејќи моите демони можат да ми сврлат кон тебе. Демоните на карактерот, на личноста, славолюбието, одмаздата, сексот, сексуалните демони, асексуалните демони. Проучувај ја демонологијата. И патот кон истерувањето. Иако сакам да си заминат, тие не си заминуваат. Тие не си заминуваат, бидејќи јас ги гледам. Тие не исчезнуваат на сончевината. Тие како материја не можат да бидат уништени. Но затоа, тие како материја можат да бидат преобразени. Но не затоа што јас или ти го пожелуваме тоа. Можат да бидат преобразени во ангели. Ангели небески. Кога доброто бива направено поинтересно од злото. Оди во тоа. Патот на истерувањето. Джудит. Пишување. Морам да го правам во меѓувреме. Литература никогаш не ја дозволува да те пресече во работата. Ослободување на замислата. Возвишен јазик. Вистината мора да биде најдена тука. Има повеќе од 10 години како почнав да го правам ова. Пишување. Земам делови од мојот ум и ги вртам наоколу додека нешто не се врзе. Демонот, тој настојува дека сум премногу запатен, живејќи оваа книга за да го правам ова. А младината на нашево време, електрична генерација, таа не поставува представа која фаќа место во тричина, на просцениумска сцена. Тие не ги поставуваат нивните животи на таков начин. Тие не ги испишуваат своите животи како карактери со мали заплети. Нивната драма е електричен медиум, планетарен во димензиите, усогласен со циклусите и мегациклусите. Тие во себе имаат знаење за египетските папируси, за античката антологија, без да бидат емоционално поврзани со тоа. И пишаниот закон нив нема да ги обврзе. Тие не ги обожуваат авторите на начин како што слугинките во драмата на жене ја обожуваат госпогицата до нивно собствено уништување. И тие поставуваат инаков вид на представа. Електрична, мртва представа. И пишаниот закон нив нема да ги обврзе. А надежта постои во замислата, ако таа воопшто може да биде ослободена. Целта на театарот е да им служи на потребите на луѓето. Луѓето немаат слуги. Луѓето си служат себе си. На луѓето им е потребна револуција, за да го смени светот, самиот живот. Бидејќи начинот на кој ние живееме е препон со болка и незадоволство. Кобно мачен за премногу луѓе, за сите нас. Ова е период на итност. Робството кон парите мора да запре, што значи дека сиот паричен систем треба да запре. Општество на бесплатни добра, слободно создадени, слободно доставувани. Земате што ви е потребно, давате колку можете. Светот е ваш, да го сакате и да работите за него. Нема држава, нема полиција, нема пари, нема граници, нема собственост. Време е и поредок за трагање по доброто, за барање на еден со друг и за чувствување, за откривање што е тоа да се има тело, да се користи и да се ужива со него. Театарот треба да работи со луѓето за да се исфрлат системите на цивилизацијата кои го забрануваат развојот на телото и умот. За да работите во повеќето фабрики, вие треба да го запрете работењето на умот за да не умре од болка или повреда. Вие треба да ја запрете чувствителноста на телото за да не се згрчува за време на денот. Ова е работата на театарот. Театарот треба да престане да биде купуван и плаќан од буржуазијата. Епохата на купување и продавање мора да запре. Театарот треба да престане да биде слуга на системот во кој единствени луѓе кои одат во театар се оние кои што можат да платат за тоа. Бедните се лишени.
Да, актери и активисти одат да настапат по улиците. Ние одиме да кажеме што се случува, колку е тоа лошо, што може да се направи за да се променат нештата. Која е целта на револуцијата? Како да стигнеме до неа и кога ќе стигнеме што понатаму? Револуционерниот уметник ќе бара начини да ги потопи луѓето во таква убавина што тие ќе ги искинат знамињата и ќе ги срушат армиите и ќе формираат општество во кое има можност за постоење. Бидејќи буржоаското општество не им кажува на луѓето што е тоа убавина. Тајните се одредени од богатите со нивното исклучително образование и јалчност, додека луѓето се затруени со живот од масовните медиуми. Работните луѓе ќе ги превземат средствата за производство, ќе формираат фабрики за храна, за облека, за засолниште, за љубов. И тоа ќе се случи. И ние ќе го сториме тоа само со истерување на сето насилство. И потребата за насилство. Насилство од сите облици. Насилство од државата. Насилство од законот, од образованието. Општественото, моралното, политичкото и сексуалното насилство. Ова е работата на светот. А оваа работа на светот е единствената работа на театар. Филозофијата на класичниот театар беше убод во телата на живите мажи и жени. Пак и повторно пак. Самата замисла за судбината, за ладало обликуваната рака на судбината, не има спречено од тоа да го правиме она што би требало. Сета естетика во 5 чина беше создадена за да не направи да се чувствуваме побеспомошни пред лицето на произволно богатство и смрт. Поетите ги матат водите за да го скријат недостигот на длабочина. Така вели Заратустра, а јас се согласувам. Поезијата пишана на хартија го прави токму тоа, но поезијата во живот, твој и мој, не го прави Заратустра. Јас те мислев велик во се, во болката и во славата. Но ти си само слабак, Джеймс Џојс. Дури и ти си само слабак со двосмислената теорија за кружна историја. Литературата со нејзините медали и библиотеки, само обид да се создадат игри за да се скрие мртвото нешто. Сите славни драми завршуваат со смрт, со пофалба за смртта, бидејќи смртта се фокусира на она што се случува. Но кога драмите станале општествени во 19-тиот век, тие престанале да завршуваат со смрт. Бидејќи во време на индустријска револуција проблемот веќе не беше проблем на единката и на нејзината битка помеѓу доброто и злото. Или со Стринберг животот беше потрагичен од смртта. Со Стринберг славата беше секогаш на дофат. Со Стринберг мистериозното патување беше секогаш достапно, но ние ја избравме, но ние ја занемаривме таа можност држејќи се до нашето лудило, до нашите секојдневни патишта, до средното беззначајно ниво на кое што избираме да општиме во нашето секојдневие, со нашиот секојдневен самонаметнат систем. Модерниот театар не сме да се занимава со смртта и покрај тоа што сме запоседнати од неа со љубовта и трудот и се останато во нејзина сенка. За едно општество, цивилизација всушност, која го игра мртовечкиот танц, како што ние сега го играме, што да се чини. Театарот на општествената свесност мора да биде позаинтересиран за тоа како треба да живее, отколку како треба да умре. Човекот го губи ритамот на природата. Поезијата му помага да го врати назад. Тој ритам прави расудувањето и дејствувањето да бидат помалку во опасност и помалку во позиција да станат опасни. Джезот, тој го свиткува умот така што размислувате различно. Тој во вашата глава ви внесува слики и ви ја менува перцепцијата на нештата. Тој не се занимава со политиката, туку напротив, ја менува политиката. Ние живееме во време на револуција која почнала да цути пред неколку стотици години. Овој лотос, джезот е една од нејзините латици. Психоанализа, мирољупство, латици. Оваа битка започнала уште во 18-тиот век за да обезбеди услови кои ќе овозможат слобода на говорот, слобода на печатот, слобода на слободното граѓанско собирање. Но што гледаш? Гледаш како таа скапува уште пред да узре. Што ќе направиш? Ќе чекаш?
Колку долго? Ти ли самиот ќе избереш да бидеш елемент на оваа битка или ќе бидеш контролиран од незините минливости, од незините победи и порази? Тиња на дното на морето, руина. Зона на самракот. Последен поглед позади. Дел од моето непосредно наследство, читање, пишување, накалемено врзмене од моето семејство еврејско. Еврејството следствено еврејското семејство става како свет клуч на гласување на мистериите за читање и пишување. Светиот збор, врската помеѓу божественото потикнувачко минато, пораката до секогаш повеќе еднакво божествената сегашност и иднина. Зборот изговорен, напишан, читан, проучуван, беше магнетски центар на моето детство, младост и рана мажественост. Подоцна јас научив за дејството. Ние евреите кои толку силно држиме до заедницата, бараме заедничко остварување преку заедницата. Бараме заедничко општање преку средствата за читање и пишување. Барајќи заедница за заедничко учење. Тоа има врска со освојувањето на смрт. Едно 19 годишно момче. Неговата коса е убава и долга колажек 1969 вели. Никој не чита повеќе. Ние имаме многу книги, ние читаме одив, но никој повеќе не чита од почеток до крај. Ние не размислуваме на таков начин. Изговорениот збор, човековото лице максима на искуството Гаткин. Азбукизација, алфабетизација, читање, обред на учење. Оној кој чита премногу се уништува себе си. Кажал Мао, саканиот водач, планинскиот писател и поетот генерал. Читањето без дејство е вампиризам. Вие внесувате внатре, а не вадите надвор. Добро е да се знае во Вичита она што се случува во Богота. Добро е да се мисли во Чикаго она што Малатеста го мисла во Неапол. Кило почит на преведувачите. На тој кој ги сплаварил назад преку стик смртвите зборови. Орфе хорот. Добро е да се чита она што непријателот го напишал така што можеш да го употребиш тоа да го уништиш него. Добро е да се читаат и тајните на Лорка, бидејќи тие отклучуваат јамата на стомакот кога толку многу инаков јазик и дејство ги врзуваат работите. Сето она кое го читам, оди во мојот магазин, во мојата градина, во мојата фабрика, во мојата житница и мојата декомпресивна единица. Азбукизација, отклучување на мистериите, клучеви, шкрипавата шарка. Исцртување на страните Джудит. Да, јас ја прочитав анархистичката литература, например. Но тоа не е причината зашто ниту како јас станав анархист, ниту со читање на многу материјал. Туку едноставно имајќи единствен напис кој случајно ми падна в раце. Делото на Емил Арман за поединечниот анархизам. Напишано за анархистичката енциклопедија. Тогаш јас веднаш знаев да му ги покажат на Џулијан кој прифати. Понекогаш нештото за кое сте размислували и сте чувствувале подолго време наоѓа израз во пишано дело. Тогаш вие се навраќате низ историјата, трагајќи и проучувајќи ги одговорите на прашањата кои се заплеткале во вашата глава. А тоа е еден вид на читање. Додека денес 1970 јас најмногу го читам весници. Особено радикално и легален печат. Кроиси на Сена Франција 13 цутар. Добро е да читаш и со тоа да учиш многу повеќе. Бидејќи самиот процес на учење да читаш, такуѓер го вежба умот да прави други нешта. Да дешифрира, да мисли, да ги составува зборовите, да ги поврзува работите, да замислува, да сваќа. Да свати како да го направи посеоскудното општество во посеоскудно анархистичко општество. Убавината на информацијата. Мртвото и студено живење во својата забележана и подредена литература не може да ми ги даде сите одговори. Без оглед колку ноќи употребувам за проучување на место за љубов.
Секогаш има точка во која вие мора да направите избори независно. Како дете јас секогаш се плашев од денот кога јас ќе бидам на своја кој ми рекоа дека доаѓа. Сигурноста на книгите, на мојот татко, авторитетниот водич како Библија, Талмуд, Маркс или Мао. Мигот кога го сваќате тоа сам, без малата црвена книжка од своето собствено срце на искуството, од душата на кортексот, навлегувајќи во мигот, закачувајќи се на тоа, искуствено цутење да се биде жив. Вие работите за долгата трка, суперцелта. Суперцелта влијае на сето што е сторено во однос на кратката трка, па затоа ја забрзува подполната револуција. Ако постои целење само кон кратка трка, без сваќање за долгата трка, најдобрите намери лесно паѓаат во реформизам и ја зајакнуваат неменливоста. Најдобрите намери служат на самото нешто кое создало лоша состојба и ќе создадат нова лоша состојба. Не ќе се создаваат нови лоши состојби, бидејќи постоењето на лоши состојби е суштинско за под еден државата. Таа мора тогаш да ги контролира и средува, и под два капитализмот. Тој мора да има робови, од тука тој ја произведува бедата. Системот вели дека затворите постојат заради карактерот на луѓето. Целта на театарот е да ги отвори вратите на сите затвори. Системот бара да ја намали обврзаноста со ограничување на умот, кочејќи го телото, прогонувајќи го духот, а посрамувајќи ја замислата. Отуѓување. Театарот е позната форма на масовно реобединување преку која може да мине постојаната револуција, избирајќи оружја. Се тогаш треба да биде театар. Флота на чунови за да не носат нас, додека сме доволно силни за да летаме. Да го превртиме на долниот тек на небото, угнетувачката атмосфера. Ние мора да направиме наша собствена температура во ритмот на животот. А сепак, дури и кога гледам на тоа, се наоѓам себе си како го губам ритмот на животот. Се станува нестварно, дали поемата ќе ми помогне да го најдам повторно. Погледни во огледалото секој ден од животот и ќе ја видиш смртта на дело. Погледни во окото на сексуалните органи на револуционерот и ќе го видиш животот на дело. Погледни во окото на сексуалните органи на убиецот и ќе го видиш животот кој умира да работи. Погледни во окото на сексуалните органи на бедните и ќе го видиш Господ на дело. Ова е книга која никогаш не завршува, бидејќи е дел од процесот кој не треба да заврши. Принципот на постојана револуција. В 1949 Џудит и јас шетавме по улиците на Текско, Мексико. Едно момче дојде за нас. Тоа молеше за пари. Ние се завртевме, тоа немаше очи. Чашки со рани течат. Му го давам сиот ситне што излегува од мојот джеп. Да му ги дадов сите пари. Му ги дадов сите ситни пари. И ние побегнавме. Побегнавме од него, но истовремено кон него. Кон неговите милиони двојници. Џудит никогаш не го напушти сваќањето кој го имаше на времето дека нашата работа мора конечно да цели кон збришување на неговата сиромаштија, на неговата болест и причините за клетвата од Текско. Само сега, додека го подготвуваме гласовниот проект, само сега, 1970 година, ние се свртуваме да се сочиме со него и неговите милиони двојници. Но ние бегавме толку далеко. Јасно ни е пред лицето на океанот дека театарот е само еден толку голем побрзај. Демони, гноистичко толкување, што е доброто, што е злото. Тоа е што е етика, како можеме да го организираме тоа? Поезијата и принципот на кој парите се видливата инкарнација се Господ и Мамон на светот. Што се парите? Кога сите ние заедно сме против авторитетите како Адам и Ева, ние сме соочени да се свртиме и да како битка за мојк на незрелата замисла за универзумот. Ништо не е лесно, не. Ниту добивањето на храна, ниту нејзиното голтење, ниту нејзиното зачувување. Никогаш не сум направил нешто што сум мислел дека е лесно да се стори. Што значи ова? Излегувањето на сцената е секогаш тешко. Имав замисла дека
Ова што треба да се стори е тешко и јас сакав да го направам потешко и потешко, а колку е тоа потешко, толку и полесно. Тоа мора да делува преку ослободување на енергијата. Јас сум во шума. Джексон Полок. Јас сум во шума и таа е град и јас го сликам. Јас сум во театар и јас го создавам. Јас сум во театар и театарот е на улица и јас го напуштам театарот. И навлегувам во улицата, а театарот е во неја и јас одам таму за да го создадам.